Речиси милијарда денари годинава ќе биде буџетот на клиничката болница Штип, што меѓу другото значи дека до крајот на годината ќе се реши проблемот со вработување на 60 лица. Иницијалните преговори што ги со фондот направивме, буџетот се планира негде 10 до 15% да биде зголемен. Сега зошто се викат преговори, значи беа нашите барања доста поголеми. Условите, финансиските услови на фондот се тие што се и во моментот правиме корекција на планот и на буџетот за да го поднесеме коригиран во рамките што тие се во можност на нас да ни го прошират. Согласност за договор на дело вчера стигна во болницата, значи овие денови на тие вработени што се по договор на дело ќе има подпишување. Се надеваме на таа втора етапа од Министерство за здравство што е за вработување на приватни специјализанти во државно и тука да имаме некоја бројка, така да се надевам да не бидеме под 60 за оваа година. Во моментов два многу важни апарати се во функција поради дефект, но во најскоро време тие повторно ќе бидат пуштени во употреба. Ургентно што е овој стариот што е да го поправиме максимално брзо што може. Исто така во преговори сме и во дилема, исто така чекаме одговор од фондот за мамографот, бидејќи дефектот и на мамографот е голем, дали да се набави нов апарат или не, тоа ќе видиме се во склоп на буџетот што ќе го направиме сега овие денови. Неодамна невремето урна дел од подпорниот зид на клиничката болница Штип, а Захариев најави дека оваа ситуација ќе биде искористена во две насоки. Зидот заедно со општината ќе биде обновен, но патот ќе биде проширен за сметка на болничкиот двор, со што ќе се овозможи побрз, непречен и поефикасен пристап до болницата.